Почитувани, наместо истрага и расчистување на рекет, најголемиот мафијашко-рекетарски скандал во Македонија, јавното обвинителство се става во улога на заштитник на власта. Наместо одговори, вербално или со дела, по прашањата за тоа дали и кои се ВЗ, професорот, советникот, новинарот, за кои што зборува јавноста, преку настапи во медиуми се загрозува доверливоста на сведочењата на обвинетите, само и само со цел заштита на власта во заминување. Почитувани, секому му е јасно дека рекет не застанува на тројцата обвинети и дека спрегата на Зоран Заев со обвинителството во Пупка ги кријат вистинските лица кои што стојат зад најголемата криминално-рекетарска афера, најголемото криминално здружување, државната мафија во Македонија. По неколку дена оддаден нов повеќе часовен исказ на првоосомничениот, по денови од јавните навестувања кои се главните луѓе во ова здружување, од обвинителството нема одговори, нема проширување на истрагата, има само обид за јавно чистење на имињата од власта. Обвинителството и власта во заминување мора да одговорат. Дали Бојан Јовановски во повеќечасовниот исказ кажал кои се луѓето кои што земале рекет? Каде завршувале милионите? Колку милиони евра биле во игра? Кој тоа му се заканувал и сакал да го ликвидира Боки 13? Дали воопшто се презема нешто по основ на искажан страф од закани по живот на првоосомничениот? Дали и кога обвинителството би ја истражувало улогата на Зоран Заев? Каде е одговорноста на луѓето на Зоран Заев, но и на самиот Заев? Што барала Радмила Шекеринска во домот на Бојан Јовановски? Како е возможно телевизиски шоумен да договара бизнис за болници со министер за здравство во неговиот дом? Однесувањето на обвинителството само дополнително ја потврдува спрегата со власта на Заев и се повеќе наликува на периодот кога рекет се појави во јавноста, а на главните актери им беше оставан бришан простор за сокривање на доказите и влијание врз сведоците. Обвинителството не смее да скрива информации или да остава време за осомничените да го продолжат делото, да влијаат врз сведоци или да избегаат. Ова е форма на здружување опишана во членот 394 од Кривичниот законник како злосторничко здружување и за тоа мора да има одговори и мора да има одговорност. Ви благодарам, повелете со прашање. Дали имате информации? Повелете микрофонот сам. Дали имате вие информации како партија, бидејќи министерот е доаѓа од вашата партија за Министерството за внатрешни работи, кои се имињата кои ќе бидат именувани од министерот Наче Чулев? Не, ги немам информациите и тие информации ќе бидат објавени тогаш кога ќе се постигне договор за нивна смена, согласно оние законски утврдени норми кои колку може да бидат разместени и сменети од началниците во МВР. А кога се очекува да биде да се постигне? Наскоро. Денеска, утре? Наскоро. Дали ВМРО се уште во комуникација со некоја од албанските партии за можна предизборна коалиција? Со која партија конкретно и дали верувате дека воопшто ќе има некоја коалиција со албанските партии? Не знам од каде ви е тоа, дали воопшто веруваме дека ќе има некаква коалиција. ВМРО ДПМН не крие дека е во постојана комуникација со сите политички субјекти во Република Македонија, па така и со партиите од така наречениот етнички албански блок во Република Македонија. Не знам што е тука спорно околу комуникацијата и воопшто околу капацитетот за постигнување на... Дали сте оптимисти дека можеби ќе има коалиција со некоја од албанските? Прашувате предизборно? Не верувам дека било кој од политичките субјекти во Република Македонија е заинтересирана за предизборно коалицирање меѓу себе со било која друга политичка партија во Република Македонија, но постизборно апсолутно дека капацитети постојат за тоа. Како го коментирате оно што излезе во јавноста дека во Министерство за финансии министерката им бранела на вработените било каква комуникација со заменичката? Видете, Министерството за финансии не е приватна фирма на министерката за финансии Нина Ангеловска и апсолутно вакви дописи со кои што на вработените им забранува комуникација со заменичката министерка од ВМРО ДПМН, дополнителна заменичка министерка со која што имаат врзан подпис да комуницираат со неа без одобрение од самата министерка е кршење на закони, со самото тоа ги тера вработените на кривично дело.
Од друга страна, апсолутно ваквите дописи од страна на министерката Нина Ангеловска само ги подгреваат сомнежите дека во Министерството за финансии постои можност за сомнителни активности во насока на предизборни подкупи и делување на содржаната каса. Имате ли други прашања? Дали сте во контакт за финансии, да се покрене некоја постапка, имајќи предвид дека според законот за влада, заменик министерката има можност за сите документи да ги има. Токму тоа и го посочив дека со ваков допис од страна на министерката за финансии Нина Ангеловска се тераат вработените на кривично дело, на кршење на законот и апсолутно не знам од каде е тој порив, освен ако не е во насока на можност за скривање на некакви делувања во Министерството за финансии во насока на изборен подкуп. Имате ли други прашања? Благодарам.